Цената на лебот нема да се зголеми и покрај новата неизвестност која се активира од страна на житопроизводителите со откупната цена, велат од мелничко-пекарската индустрија. И искрено јас како председател како групација не очекувам некој зголемување понатамошно на цената на лебот. Тој не ја исклучува можноста дека поради летните одмори, маркетите ги намалуваат нарачките. Во меѓувреме, пекарите и трговците се ослободени од обврската да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на леб од најмалку 80% од производството во декември 2022 година. Значи сегашната жетва, значи во светот, во светски рамки регионални, како и кај нас, пазарните цени се напола од ланските на пшеницата, што нели напола е цената и на брашното, така да се очекува барем да биде мирно до нова година, додека нели се потрошат тие залихи што ги има, додека не почнат се купат нови залихи. Иако некои параметри се менуваат, Малишик смета дека пазарот на крај ќе биде тој што ќе одреди цената. Како се каде во свет, така и кај нас, мелничката индустрија, како и пекарството кој е поврзано со мелничката индустрија, откупуваат секогаш по пазарни цени. Значи пазарните цени се тие што се во моментов, што не дозволуваат, како би рекол, за зголемување на цената на лебот, освен ако не се зголемат пак електричната енергија или енергенсите и така натаму. Во една векна леб од 450 грама, трошоците, односно брашно, вода, квасец, сол, учествуваат со 9,5 денари, струјата и работната рака со 5,7 денари, односно нивното учество е 60%. Транспорт и пакување 6 денари, а со тоа вкупната производствена цена е 21,2 денари. На тоа треба да се додаде заработката на пекарите од 6 денари, пошто влезната цена во маркетите е 27,2 денари и тоа треба да се додаде маржата од 5% и ДДВ од 5%, за да се добие крајната цена од 32 денари. И сега со маржа од 10%, цената на лебот останува иста. Инаку, од 1 јануари годинава, прехранбените компании добија повластена цена на струјата од 80 евра за мегават час со цел да ги намалат цените на лебот и да се ублажат ударите врз семејниот стандард. Но владата во март донесе одлука да се замразне цената на белиот и полубелиот леб од 450 грама на 33 денари. Сега цените на пазарот се слободни.